Значи, зборуваме за телевизиската серија Македонија, која еден многу специфичен случај во македонската кинематографија и македонската телевизиска продукција, која по својата финансиска конструкција е најголемата, но на жалост, иако сите рокови од договорот се поминати, до ден денеска Македонската агенција за филм нема добиено серија, нема добиено документи, нема никакви известувања каде парите кои се веќе уплатени за првата серија 80%, 68 милиона, се потрошени. Морам да напоменам дека договорот за серијата изнесува 4 милиона 602 илјади евра. Првата серија е финансирана со една уплата, што не е вообичаено и не е стандардно за филмска индустрија и телевизиски серии, со 80%. После нашата преписка со продуцентот, престаната е комуникацијата, нема никакви одговори од негова страна и одлучено е владата на Република Македонија донесе одлука да се раскине договорот и да се бара поврат на средствата. Повелете се прашање. Ги слушнавме аргументите, видовме дека главниот заклучок е дека нема ниту серија, ниту пак пари. Каков епилог очекувате сега откако случајот го презема и полицијата и обвинителството? Сметате ли дека може да се вратат дадените пари или па некаков нов договор да се постигне со компанијата која? Значи, се она што беше во ингеренциите на ВД директорот или на директорот на агенцијата за филм е превземено. Се она што владата го донесе е на пат да се реализира како заклучок, тоа го имате во вашите овој документи кои беа поделени и покрената е постапка, договорот е раскинат, покрената е постапка за поврат на средствата кои се моментално на сметката на продуцентот и нормално понатамошната истрага ќе доведе до други сознанија и се надевам дека, не се надевам, ние ќе одиме сигурно на тоа да парите бидат во целост вратени. Бидејќи, ќе повторам уште еднаш, парите се исплатени, рокот на доставување на серијата не е запазен до овој момент. Тој беше 4.9.1917 година, 2017 година. До денешен ден ние немаме ништо. Господине Тозија, како филмски продуцент и како директор на Агенцијата за филм на Република Македонија, настрана од оваа тема можеби, какво е вашето размислување по најавата за можно отстранување на дел од спомениците од проектот 2014, да се осврнете врз основа на она дека можеби тоа може да се искористи за филмска продукција? Тоа е апсолутно, тоа е интересантна тема. Иако е ова надвор, али тоа е моје лично размислување, бидејќи директорот на агенцијата нема баш таква врска и таква задача, не му е тоа во опис на неговото работно место. Меѓутоа, мислам дека ред треба да се стави со спомениците. Многу земји, да кажам, кои имале, на жалост, ваква голема експанзија и интензивна, немала ни една земја, али источно европските земји, например, отвориле парк на монументални музеи на соцреализмот. Па можда, ете, една моја оваква скромна идеја, а мислам тоа ќе биде сигурно некој ќе се бави со тоа, ќе има, ако не игран филм, али документарен филм, сигурно дека ќе има за тоа. Извинувам, доколку се појави некаква епизода, како што се појави трейлерот, некаде исто така на социјални мрежи, преку YouTube се презема, дали и тоа е противзаконски со оглед на тоа што таков материјал не е доставен во Агенцијата за филм? Значи, како да ви кажам, филмот има... Има право, слобода продуцентот тоа да го... Апсолутно. Кој што сака може на социјални мрежи да закачи било што. Значи,
од секој филмски проект и телевизиски се состои од два дела. Едниот е креативен, кај што е тука малце поголема слобода, вториот дел е многу прецизен и тој се вика договор, тој се вика обврски. Овдека не се испочитувани обврските. Нашите обврски, како Република Македонија, се испочитувани. Него му се дадени парите, го пробил рокот, не комуницира и не дава како производ кој треба да го биде доставен ништо. Ако во иднина се случи да он да испорача нешто, ја прво не знам што би можел да испорача, моето мислење, тога сигурно ќе има и владата свое видување, бидејќи владата даде смерници, даде насоки, даде одлуки по кои агенцијата за филм треба да се движи. Јас се сомневам дека било што е изработено и се сомневам дека било што ќе дојде како производ. Ако некој, тука ќе престанам. По која основа од Законот за филмска дејност во суштина се доделени толку средства на оваа серија? Па тоа е, бидејќи Законот за филм е променет само да се погодува на оваа серија. Е изменет во членот кај што вика финансирање на филмови и други аудиовизуелни дела, кај што спаѓаат и оваа серија. Нема за филм, има максимум дека до 62 милиони денари треба да се исплатат, али за овие аудиовизуелни дела, кај што владата само, кај што владата таја кога била, која го да одлучила за овој закон да оди пред собрание, го додала тој дел и други аудиовизуелни дела, тука нема лимит. Нема ништо. А ако не пишува ништо, дозволено е се. Така јас го гледам. Иначе нема нигдека во ниеден документ нема да најдете дека е дозволено за серија да се даваат толку пари. Го нема. Този лимитот за филм е 60.000 рек? 62 милиона денара. 62, Тоа е да. И со ова измена во законот за и други аудиовизуелни Со тоа се отвара вратата, се отвара можност дека ова не е филм, ова е телевизиска серија, значи 62 милиони важи за филм, а не за телевизиска серија. како квалификувано како дело од други аудиовизуелни дела, филм и други аудиовизуелни дела. Само тој дел е додаден во Тоа закон. подразбира други аудиовизуелни дела. Тоа подразбира и телевизиски серии. Така е тумачено. Кој ќе сноси одговорноста да правите посетници, дали подписниците на документите го склучило овој договор? Па тоа е процес кој трае. Јас се надевам дека доволно материјали има и финансиската полиција и обвинителството. Они во фаза се да покренат нешто, има многу документи. Значи се она што го баре од агенцијата го добија и документи до кои не дојдовме лесно, ги најдовме во одреден момент. Можда понатаму и уште нешто ќе најдеме. Ја мислам дека има доволно елементи да изградат квалитетно обвинително дело. Има во документите кога е направена измена на законот? Има. Со Има. И кога е распишан колку? Има.